Нема укинување, туку редовни и нови рути по ниски цени. Македонија засега имуна на кризата со недостатокот на керозин која го загрозува авиосообраќајот. Откако цената на керозинот речиси двојно се зголеми од почетокот на воениот конфликт на Блискиот Исток, многу авиокомпании почнаа да ги поскапуваат билетите, да откажуваат летови, да редуцираат авиолинии и да летаат исклучиво на пократки дестинации. Од Македонија пак може да се лета до некоја атрактивна европска дестинација и за 30 евра. Таков е случајот на пример со летото до Охрид до Братислава. До Сардинија за прв пат се воведе лет од Скопје до Алгеро, за кој може да се најде карта во еден правец од 50 евра па нагоре. За 75 евра повратен билет можете ова лето да патувате во Палермо на Сицилија. До уште една нова дестинација Бари може да се стигне со повратен билет од 65 евра. Вице-премиерот и министер за транспорт рече дека од стартот на мандатот на владата се воведени 28 нови дестинации, а бројот на патници во првите 3 месеци од годинава бил поголем за 30%. Бројот на патници оваа година ќе помине 3,5 милиони патници, минатата година помина 3 милиони патници, а веќе во 2027 година ќе поминиме 4 милиони патници. Кажав дека бевме некаде на 2,5 до 2 милиони и 600, што значи дека некаде за 70% одиме нагоре. За држава од 1.800.000 жители тоа е огромно. Оваа година Скопскиот аеродром е апсолутен лидер по раст на патници на територија на поранешна Југославија. 30% имаат раст на Скопскиот аеродром во првите 3 месеци. Странските туроператори веќе планираат поскапи билети за околу 50 евра. Растот на цените на керозинот значително ги зголемуваат оперативните трошоци на авиокомпаниите, при што уделот на горивото во цената на билетот се зголемува од 30 на 45%. Ова е специфичен момент во кризава. Исто така прашање е дали има можности за летување од далечните дестинации поради долгите летови, бидејќи е потребна промена на повеќе летови. Многу важен момент е потенцијалниот недостаток на керозин, кој има голем импакт во одложувањето на летовите, со што силно ќе бидат погодени европската и германската туристичка индустрија. Во моментов се размислува за изнаоѓање на некои нови солуции со цел да се намали ризикот од големи загуби. Во Македонија пак има доволно керозин за 90, а не само за минималните 60 дена. Освен тоа, керозинот кај нас земаат и аеродромот во Приштина и други околни аеродроми. Од владата неколку пати рекоа дека нема потреба за ограничување на продажбата на авионско гориво. Од друга страна има држави чии аеродроми имаат сериозни проблеми со недостатокот на керозин. Па така Луфтханза најави укинување на 20.000 летови на кратки релации летово со цел да заштеди околу 40.000 тони керозин. Кризата најсилно ги погоди азиските авиопревозници, каде што дел од компаниите, како Qatar Airways, беа принудени да откажат голем дел од своите летови. Исто така, повеќе компании веќе ги зголемија доплатите за гориво, меѓу кои Qatar Airways, Air India, Емирати, Lufthansa и KLM.